На повидок колапс на здравствениот систем. Здравството се мобилизира, но дали имаме доволно лекари? Дали ќе биде доволна помош од специјализантите и приватните интернисти? Никој не знае. Болничките капацитети се исполнети како во главниот град, така и во внатрешноста. Во моментов во земјава хоспитализирани се 890 болни од COVID-19. Здравствените власти сега спасот го гледаат во активирањето на интерните клиники. Ке се примаат пациенти на дерматологија и неврологија на подолните катови, а на погорни на гастро, реуматологија, нефрологија и диализа, но и на клиниката за очни болести. Со ова ке се отворат дополнителни 150 легла. Државата не планира да ги активира приватните болници. И покрај тоа што граѓаните жестоко реагираат дека тешко се доаѓа до болнички кревет. Филипче убедува дека места има. Состојбата е крајно сериозна. Здравствениот систем е максимално мобилизиран да одговори на предизвикот. Сите интерни клиники се сега спремни да сместат пациенти заедно со кадар, кој што е веќе искомунициран, има сосема доволна количина на лична заштитна опрема, така да во овој момент имаме сосем доволен капацитет. Околу зголемената смртност изминатиот период, како и фактот дека починаа млади пациенти, директорката на инфективната клиника доктор Стефановиќ рече дека тоа било очекувано, истакнувајќи дека недостатокот на медицинскиот персонал останува проблем и натаму. На жалост, изгубивме млади, но и релативно млади луѓе, кои најголем дел од нив со хронични болести, секогаш се добродојдени плюс две праца. Како да ви кажам, јас и претходно сум ви одговарала на овие прашања. Уморни сме, ни требаат дополнителни луѓе, ни требаат. Дали ќе бидат добродојдени, секојаш ќе бидат добродојдени. Недостатокот на медицински кадар, како во цел свет, така и сега, и кај нас, и во криза и вон криза бил проблем. За еден месец за 6 пати е зголемен бројот на позитивни случаи, а речи си 3 пати на хоспитализирани пациенти. Тоа не ги загрижува здравствените власти и не размислуваат за поригорозни мерки.